Почитувани, добро вечер. Вечерва во Став имам чест да разговарам со претседателката на Советот на општина Куманово, Ивана Ѓоргиевска. Господја Ѓоргиевска, добро вечер и ви благодарам на одвоеното време. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Општина Куманово последниве неколку години ги субвенционира јавниот превоз, приклучокот на газ, комуналните услуги, проектот Народна кујна, како и бесплатен базен за сите ученици. Што говорат податоците, односно што покажуваат податоците, дали се оправдани овие одлуки на Советот на општина Куманово за субвенционирање и колкава е искористеноста на мерките? Така, и ова 2025 година мнозинството од Советот на општина Куманово ги прифати овие предлози да се субвенционира градскиот јавен превоз, да се субвенционира кујната, да се што беше субвенционирано, но ово е нешто што е субвенции за високо квалитетни инвертер клими и се покажа дека оваа субвенција е одлична, односно дека е одлично искористена. Првата субвенција со која би се задржала е искористеноста на субвенцијата за бесплатно пливање, односно користење на наставни активности на затворениот градски базен. Оделени се 10 милиони денари, учествуваат 1100 ученици, кои секој училиште има по 2 термина кои го користат. Посетеноста е доста голема и што ми е многу битно, проведувач на овие наставни активности е училишен сојуз на училишен спорт на град Куманово, луѓе ентузијасти, луѓе што се од таа професија и апсолутно имаат моја поддршка, го гледам оној елан што го имаат кај нив. Вклучени се 110 ученици и 40 наставници. Наставниците спроведоа обуки и за непливачи, како да ги учат нашите деца а се непливачи, да ги искористат овие субвенции, и беше спроведена за деца со попреченост, значи обуки за наставници, што значи дека и таа група на ученици ќе ги искористат овие субвенции. Втората субвенција е јавниот градски превоз. Веќе трета година субвенционираме, започнав од 2023 година и се покажа како една мерка која е општо прифатена од страна на граѓаните. Ова година превозниците уште на почеток во јануари побара за покачување на цената, меѓутоа побара 60 денари од изминат километар, се договоривме 50 денари од изминат километар, имаат побарување и тоа нивно побарување и покачувањето на енергенците и амортизација на возилата беше оправдано, меѓутоа може да одговориме само со 50 денари на изминат километар. Оние што се показатели, а показателите ги барав баш кога се спремав за вашата емисија, дека околу 13.000 жители на дневно ниво, а околу 330.000 жители на месечно ниво го користат јавниот градски превоз, и сами сме свесни дека за разлика од минатиот период кога немаше субвенционирање на јавниот градски превоз, сега и постојките се преполни со наши граѓани, автобусите и комбињата кои се превозуваат се преполни. Бенефит овдека гледам во неколку работи. Прво, на ниво на едно четворочлено семејство правев некоја пресметка, и тоа во градското подрачје ако живее, зашто да, ако сите патуваат го користат јавниот градски превоз, зашто да би било околу 120 евра месечно. Од друга страна ги учиме нашите сограѓани да го користат јавниот превоз, значи правиме една добра навика. Помала гужва не можам да кажам, затоа што па тие луѓе ако користат индивидуални автомобили, кој знае каква гужва би била во сообраќај во општина Куманово. Помала загаденост на воздух претпоставам дека ќе има, исто се темели на оние други факти. Спречување на сива економија, веќе ги нема толку многу дивите таксисти кои ги презема претходниот период сите оние патници на јавниот градски превоз, што значи дека оваа мерка апсолутно е оправдана. Дали ќе се продолжи зависи од мнозинството од Советот и од средствата дали ќе има општина Куманово, а мерката е предвидена да се користи до крајот на јуни, значи пола година одредивме средства. Друга субвенција што е многу битна е субвенционирање на висококвалитетни инвертер клими. Куманово е, мислам дека трети или четврт град по загаденост на воздух. Оделивме 2 милиони денари
и за неполна недела беа поднесени сите документи од страна на повеќе лица и што ми е многу битно беа одбегнени само лица кои не беа со потполна документација, односно на пример не живеат во тој стан, а барат инвертер клима, не ја купили инвертер климата, а барат 20.000 денари од општината. Во секој случај 92 домаќинства се снабдија со инвертер клими, дури на советот оделивме дополнителни средства, не повеќе, мислам дека беа околу 45.000 денари, за да може да се доисплатат и оние ресто луѓе чии документи биле добри и кои веќе купиле клима и се надеваа на субвенциите. Народна кујна е проект кој еве втора година се реализира во соработка со вработените на професор Мијалковиќ. Таму има доволно простор за да може да се обслужат тие луѓе. БЕП ги посетив, има голем број на население кој ја користи. Минатата година беше задоцнет јавниот повик поради председателски парламентарни избори. Оваа година беше се навремено објавено. Има 100 корисника и мислам дека оние 6 милиони денари што сме ги објавиле веќе според пресметка се искористуваат. Што значи дека тука нема простор или ако некој се откаже па другите да земат еден оброк дневно. Она што ми е мене многу битно е тоа што се тоа луѓе што јас бев неколку пати ги посетив што користат гарантирана минимална помош, што навистина ова кујна добро им доаѓа нели при обезбедување на оброк, берем еден на ден кога веќе беше укината она услуга од страна на Центарот за социјални грижи. Друг комунални услуги, 400 денари за ѓубрарина, 900 денари за вода, 7 милиони денари сме обезбедили и веќе според бројот на корисниците веќе капацитетот е искористен. Единствена субвенција што не е искористена доволно е субвенцијата за газ, што е нормално затоа што приклучокот на самата седница на Совет го зголемивме, економски беше оправдано, сите оние резервни делови, сите делови воопшто за приклучок на газ беа зголемени, покачувањето беше оправдано, меѓутоа и самата цена на газ не е прифатлива за домаќинствата. Има домаќинства кои имат приклучок за газ, а сепак се греат на електрична енергија, што значи дека само таа субвенција нула. Немаме никој веќе се уште пријавен. Меѓутоа јас не се обесхрабрувам затоа што мрежата ја шириме со нови проекти, ја шириме кон Довршане, кон Карпош, кон домаќинства кои се во централното градско подрачје и можеби понатаму со паѓањето на цената на газот и интересот ќе биде многу поголем. Не знам која субвенција не спомнав. Па еве ги спомнавте сите, на последната седница на Советот беше изгласано изголемување на субвенцијата за кирија. Колку семејства се опфатени со оваа субвенција? Значи, искористена ли е мерката? 550.000 денари се оделени на годишно ниво. Минатата година 5 корисника беа, оваа година се уште 5. Меѓутоа, кој може да ја користи оваа субвенција? Само лицата кои се во социјален ризик и кои користат гарантирана минимална помош, а се без дом. Со самата одлука на Совет од 3.000 денари на месечно ниво, субвенцијата зголемивме на 6.000 денари за да може да помогнеме на вистински, суштински да помогнеме при праќање на кирија, ама го проширивме и типот на корисници. Тука веќе се ставени жртви на семејно насилство и луѓе со социјална пензија, значи луѓе што се способни сами да живеат, ама постари, повозрасни луѓе, ама нема доволно примања. Советниците ги поддржуваат и само нешто, значи бидејќи изгласана оваа одлука со проширување и на цената и на плюс корисниците се уште не е објавен огласот за жртвите од семејно насилство и за луѓето со старосна социјална пензија ќе биде наредниот месец, верувам.
Така, советниците ги поддржуваат редовно и активностите од социјална и здравствена заштита на невладините организации и други правни лица. Вие на последната седница упативте една критика до невладините организации заради нивното ненавремено аплицирање на јавниот повик, па мора повторно да се врши пренамена на средства и повторно да се објавува нов јавен повик. Така, тоа не беше критика до невладините, напротив, јас со нив имам одлична соработка и мислам дека некои работи што ги работат, ги разбират многу повеќе од сите нас, многу постручни се. Имам одлична соработка со нив. Многу повеќе беше критика за координираноста помеѓу секторот за труд, социјала и култура со невладините организации. Значи, навремено известување на сите, транспарентно навремено известување на сите. Зошто велам навремено транспарентно? Затоа што откако ќе се објави огласот, мене ми се јавуваат и велат председателке, па ние не сме били известени. Сајтот на општина Куманово не е толку популарен, меѓутоа Вибер пораките секој ги чита. Значи, инсистирав да се направи една Вибер група помеѓу луѓето што работат во сектор за труд, социјала и култура, со сите невладини организации, со цел тоа да биде транспарентно и навремено аплицирање. Социјала има, секторот за социјала има социјален план. Тој социјален план ги дава приоритетите кои се за нас како општина најбитни за да се развиваат социјалните услуги. И здравствени услуги и така натаму, и превенција. Ако јавниот оглас се објавува во февруари, најчесто во февруари, му давате право на корисникот на тие пари од општината да ја развива социјалната услуга, односно да ја реализира активноста за која аплицирал цела година. Меѓутоа, ако ставите дел од средствата од јавниот повик, како што се најчесто прави, за не дај Боже некој да се јави, да има интерес, повторно да распишеме, да бидеме во служба на граѓанските друживања, вие му оставате помал период да ги реализира тие активности. Зошто инсистирам јас на тоа? Особено за социјалните услуги ми е многу битно, затоа што убави пари се во прашање, ама и активноста и самата дејност што ја развиваат во општина Куманово од суштинско значење. Реков, во социјалниот план, во сектор за социјала, има приоритети. Тие приоритети може да ги организираат нашите здруженија кои се специализирани за тоа. Кога ќе му дадеш пари на нашето здружение, тој веќе привлекува корисници без пари. Тие корисници ги користат тие услуги финансирани од општината. Меѓутоа, истовремено, имаат простор луѓето што работат во здруженијата да се лиценцираат, да поднесат документи до МТСП, до Министерство за труд и социјала, да исконтролира Министерството и да каже супер, ова социјална услуга е одлично развиена во општина Куманово и ќе биде понатаму финансирана од страна на МТСП. На тој начин, парите ќе се црпат од страна на државата, а на нас ќе не останат општински пари за да може да развиваме дополнителни социјални услуги. Например, тоа се случи со Порака наша, тоа се случи со Црвен крст за помош за стари лица и изнемоштени лица, тоа се случи со Мајка, со советовалиштето Мајка, веќе се лиценцирани и тие можат да влечат пари од државата. На нас ни останува уште малку да финансираме некои социјални услуги за да се ослободат. Например, мене многу сум задоволна со работа на Инклузива, која работи на логопедски, дефектолошки, физиотерапевски услуги кои се клучни за развојот на децата од 6 до 12 години, а родителите често пати немаат пари приватно да си ги плаќат. Тие услуги сметам дека со финансирање ова година ќе се лиценцираат луѓето што се таму и ќе развиваме дополнителни. Например, мене приоритет ми е мали заеднички домови каде што луѓето со попречност, веќе не децата со попречност, туку луѓето, возрастните луѓе со попречност, кои веќе нема кој да се грижи за нив, семејствата не може да се грижат, ќе живеат во заеднички домови каде што ќе има 24 часовна заштита и едноставно ќе им се дава таа помош. И покрај тоа што поголем дел од јавните предпријатија работат со загуба, на последната седница беа изгласани сите финансиски извештаи, единствено јавно предпријатие кое што годинава ја започна со позитивно салдо е јавното предпријатие Куманово план. Како овие наши мислам кумановски јавни предпријатија да излезат од негативните салда?
Значи, да не изгласаш извештај на јавно предпријатие, бројките да се точни е лудост. Ние не гласаме дали се во плюс или во минус, ние зборуваме за извештај кој е коректен и конкретен. Ги разгледавме и тоа многу во детали ги разгледавме, па дури често пати оние скриени сметки ги разгледуваме. И да ви кажам наискрено, во јавните предпријатија сите, од јавно предпријатие Водовод кој е 22 милиони, јавно предпријатие Пазар кој е 8,4 или 7 милиони, не сеќавам, јавното предпријатие Чистота и зеленило 7,8, предпријатие Газ 5,7 и предпријатие Паркинг 5,4, освен зголемување на платата изминатите 2 години. И освен енергенси, нафта и струја, таму нема репрезентација, таму нема службени патувања, таму нема, како што правеле во минатиот период директори, таму нема недомаќинско работење. Таму има резервни делови што се потребни за функционирање на едно јавно предпријатие. Таму има енергија, електрична енергија која е 3 пати дупло во споредба со изминатиот. Веќе нема она струја што беше порано со заштитена цена ЕВН, секој месец постојано тропа на вратата и бара сметки, 2 месеци не можеш да му исплатиш сметка, значи приоритет е сметка и платите, сметка за струја и платите да се подмират. Нема направени загуби во однос на некои неоправдани трошоци. Загубите што се правени се 2017-18 година. Меѓутоа, од тој период наваму, мислам дека само е струја и зголемување на плати. Зголемувањето на платите е нормална работа со качувањето на вакви цени, што нели сите сме свесни. Меѓутоа, енергијата е 3 пати повисока цената за струјата. Тоа се основни работи на кои што секој директор мора да посвети внимание. Ниеден директор веќе не е во она лагодна состојба во која што беа порано директорите. Напротив, мака мачат да можат сето тоа, па и К15 на некој начин со мака да го исплатат на рат или како ќе биде во секој случај да се почитуваат оние колективни договори на работниците. Општина Куманово и уште нешто. Така, Паралелата ја направив на самата седница кога ги сублимирав согледувањата и направив паралела со општина Битола, не сакам да се споредувам, меѓутоа чисто за граѓаните на општина Куманово. Општина Битола има помал број на предпријатија, помал број на жители, значи помалку број на приходи и така натаму и така натаму. Кај нас загубата на ниво на сите јавни предпријатија е 49 милиони, 49,2 милиони денари, таму е 142 милиони. Значи скоро тродупло од Куманово. Што значи дека не дека ги амнестирам директорите, меѓутоа навистина мора да се прави некоја стратегија на ниво на влада, да се отпишат долговите, да се прави некоја цена на струја како што е за домаќинство, затоа што тие реално не се индустрија, туку дават услуги за нас граѓаните, за да може ние каква таква услуга да добиеме за таа цена, а да се разбереме дека сметките за тезгите ги покачивме минимално, за ѓубрарина минимално, водата регулаторно ни кажа дека морам и тоа беше покачено минимално, значи цените секаде растат, сметките се уште ги држиме во корист на граѓаните, да не чувствуваат голема разлика, ама јавните предпријатија и што е најбитно, бројот на вработените паѓа, не се зголемува. Значи администратијата се крати. Општина Куманово од почетокот на годинава реализираше повеќе инфраструктурни проекти во урбаните, но и во руралните средини, улици, детски катчиња, атмосферска фекална канализација. Може ли поконкретно да ни кажете каде, нели во кои реони и делови од Куманово се инвестираше? Така, изминатиот период интензивно се работи во општина Куманово, тоа се дел од инвестиции кои се предвидени во развојната програма усвоена од Совет на општина Куманово, а се реализира нели буџетот е од општински. Дел се и од првиот владин проект. Од првиот владин проект се Бајрам Шабани и атмосферската канализација. И атмосферска канализација, водоводна мрежа и целосно осветлување, улично осветлување во Новини и Речици. Тоа се проекти од првиот владин повик, од унгарскиот кредит.
Асфалт се стави во Ајдучка чешма, односно улица 320 четворка и петка. Тоа се улици што беа побарани од местното население и имаше проекти, беа аплицирани, беа изгласени од Советот и на големо задоволство на луѓето таму се направи добар пат, каде што може и автобус да помине, затоа што беше барањето беа автобуски школски превоз поминува, а улицата е во лоша состојба. Се асфалтира и дел од улица, не се сеќавам како се викаше малата, меѓутоа во Табановце, во село Табановце, што води на кај црквата и исто по барање на граѓаните се направи проектна документација. Улица Ѓорче Петров во Баново Трило и дел од улица на кај железничка пруга се стави асфалт. Тампон се стави во, многу се работеше во Бабиндол, Јане Сандански, и тоа е улица Двојка. Мора да кажам улица која е скоро пола Бабиндон, улица Шестица, улица Деветка и крак 2 од улица 1. Голем број на сокачени улици направивме во Бабиндол, меѓутоа таму проблемот е што голем дел од тие улици се приватни и мора да се откажуваат од сопствениот имот, па потоа да работиме на терен. Нема да престанеме доколку и граѓаните го барат тоа од нас. Се бекатонираше и Цар Самуил во центарот на градот, а во Рајкова куќа почнавме со улица 101, 102, 104 и сега на терен веќе мерки се прават за 151, 152 и 154. Тоа се мали сокачења, меѓутоа вршат, не се ни мали, има и поголеми улици, меѓутоа вршат огромна, многу се важни за населението, затоа што едноставно се ослободуваме од кал. Потоа имаме тампон, односно тампонирање на патот до Брзак и до село Сушево. Игралишта се направи, игралиште, убаво спортско училишно игралиште за користење на сите луѓе од Рајкова куќа, на сите млади спортисти во Дом Магдалена Антова по сите стандарди, преубаво игралиште, го посетив. Потоа детски качења се направија на неколку локации, тоа е во Зелен рид кај пошта, под Кошеви во Гоце Делчев меѓу зградите. 2 качења се направија на Кеот и никогаш не се доволно, и едно каче во Баново Трило. Качето што не е довршено на Кеот е за деца со попреченост. Нема да застанеме, веќе порачавме повеќе проекти од ребаланс на буџет, ли ќе бидат како ќе се соберат пари. Во секој случај имам повеќе локации на кои што имаме планирано детски качења. Мора да кажам дека сами Фрашири исто така е посетив, се гради и ќе решиме еден голем проблем на учениците од албанската националност. Изминатиот период имаше доста критики упатени на адреса на општина Куманово во врска со реконструкцијата на малиот плоштад. Дали ова реконструкција е целосно завршена? Малиот градски плоштад е стопиран. Не се незадоволни само граѓаните, туку сум незадоволна прво јас, советниците, градоначалникот и по упатство на градоначалникот и сектор за комунални работи е стопиран. Изведувачот и повикани се луѓе што се занимаваат со таа работа, за да може да направат проценка на штета што ја има општина Куманово од страна на изведувачот, и надзорот мора да потенцирам, затоа што надзорот е тој што ги потпишува документите. Тоа стручно лице има свој исказ, има своја пресметка направено, се прави пресек од останатиот дел од парите, што може да понатаму да се направи. Значи, секој што аплицира, што добива тендер, вклучувајќи ги изведувачите, вклучувајќи го и надзорот, треба да биде прво одговорен пред граѓаните на општина Куманово. Јас ги поттикнувам нека зборат, повогласно нека зборат, јас зборам каде што треба да зборам и сугерирам каде што треба да сугерирам. Од еден преубав проект не направивме ништо. Односно, не е тоа ништо, во секој случај треба апсолутно се да се смени, на големо незадоволство мое и на големо мое разочарување на сите советници. Кога сме кај проектите, докаде е санацијата на Соколана, кога ќе профункционира спортската сала? Спортската сала ја посетив и е прекрасна. Мислам дека сите кумановци ќе се гордеат со неа. Постепено ја работевме, тоа се општински пари. Никој во државата
не направил со општински пари спортска сала, ниту пак ја реконструирал според сите стандарди и многу ми е мило што во јуни ќе има младински олимписки игри во Куманово и во Скопје, меѓутоа за кошарка ќе има во Куманово и очекувам дека во тој предходен период ќе се отвори спортската сала. Видов, камери се наместени, оделивме на последната седница на Совет на општина Куманово или предпоследната оделивме дополнителни средства за инвентар, во сооблекувални се средуваат канцелари. Треба уште некои работи ситници да се допрецизират и да се средат, меѓутоа мислам дека сите ќе бидеме горди со спортската сала. Соколана е стар објект и многу внимателно се работи, заштитен од секторот за култура. Внимателно се работи, не беше пресметан, мислам дека под кровот не беше направена некоја пресметка и што делувавме од Совет на општина Куманово дополнителни средства. Вчера ја посетив, кровот е апсолутно среден. Се работи многу полека, има некои непредвидени ситуации за кои што додолуваме пари и нормално дека се чека целосна реконструкција, ако не е во некоја завршна фаза, мора да кажам. Меѓутоа, затоа поставивме асфалт напред, да не биде тоа руина, паркиралиштето го средивме, направивме дополнително еден кошаркашки терен таму, поставивме оние фитнес прави, она ограда, тој премин меѓу Соколанскиот парк и самата Соколана е скроз обновен со нови висококвалитетни дрва. Моментално се менува и подлогата затоа што излезе дека целата таа подлога, дел од подлогата е испопукана поради несовесно користење на потешки машини за истоварување на тој таму што е не е битно важно, тешки машини влегуваа во Соколанскиот парк и од таму подлогата е уништена. Сега веќе ќе се реконструира и тоа и јас сум презадоволна од самиот изглед на Соколана, Соколанскиот парк и воопшто тој комплекс. Градоначалникот Максим Димитриевски најави и нови покрупни проекти. Дел од нив се изградба на кружен тек, изградба на градинка после толку време во Куманово. Започнали подготовките, проектите, дали се нарачани, дали се завршени, до каде се тоа? Така, нов кружен тек на Доне Божинов е проект што е од финансиран од страна на општина Куманово и пробивање на булеварот Октомвриска револуција. Проектната документација е средена, веќе е распишан тендер, тендерот изведувач е, мислам дека Coop Engineering. Во секој случај се чека, пречат две простори таму што не се простори, туку продавнички биле, кои се во собственост на СИС. СИС нема пари предвидено да ги отстрани и затоа сега има нека согласност, има добиена општина Куманово, има позитивно светло, дека тие објекти ќе се предадат на општина Куманово од страна на влада на Република Македонија. На тој начин ние со сопствени средства ќе ги тргнеме за да може да почне таа реконструкција, ќе биде во многу брз временски период. Нови проекти што се најавени од градоначалникот се од вториот владен проект, а тоа се од унгарскиот кредит. На мое огромно задоволство, градинка на Зелен Рид. Знаеме дека имаме потреба од градинка. Мислам дека околу 600 ученици чекат на спискови да влезат и да бидат згрижени децата од градинка. Тоа истовремено значи ослободување на мајките кои ќе можат да работат и БЕФ во Куманово план тие го изготвуваат тој проект. Проектот е аплициран веќе преку вториот владен проект. Со кои проекти аплицираше општина Куманово на вториот владен повик? Така, освен градинката што ја спомнавме, оние документации кои беа спремни се, например, реконструкција на дел од Зафир Сајто на Старачки дом, што е многу потребен затоа што има еден дел гериатрија што ја нарекува тие што не е функционален и може да обезбедиме дополнителни средства за живење таму, односно за давање на услуга од страна на Зафир Сајто. Значи, тоа е реконструкција на дел од Зафир Сајто, реконструкција на две училишта
имавме проекти, па аплициравме, тоа е Вера Которка и Кочурацин. Партерно уредување на спортска сала, ладење, греење и поставување на фотоволтаици на самата спортска сала. Значи дополнителни работи се предвидуваат, реконструкција на градска капела која е навистина потребна и мост на Довезенце. Има предвидено реконструкција на водоводна, ама и на фекална канализација на улица 11 октомври, имавме проект, аплициравме за тоа. Реконструкција на улица Индустријска, веќе е позната меѓу вас новинарите, дека таа ќе се реконструира. Нешто што е ново е реконструкција на оној патен правец од село Пчиња до асфалтна база на село Романовци, што за мене е многу битен проект, иако е доста скап. Зошто? Затоа што на тој начин нема да поминуваат сите оние камиони низ Народна револуција по Пчинскиот пат и да прават метеж. Туку ќе се пресече и ќе се одат на Романовци, односно на автопат. Тоа се зборуваме и за камиони кои се на чистота и зеленило, кои се и камиони кои црпат од таму тампон и кои прават навистина голем проблем на местното население што живее по тој пат. Потоа имаме реконструкција, после атмосферска, предвидовме реконструкција на Байрам Шабадни, затоа што таа улица веќе после реконструкција на атмосферската е навистина за една целосна реконструкција. Улица 425 во Пуковско, во Гладно поле предвидуваме многу улици. 715, 716, 718, 19, 22, 23 и 25. Потоа имаме Благој Домановски Пецаклија, Веселин Вујовски, Васко Карангелевски и улица 600. Тоа е она улица од Проевце што води некај самата Чешва до Куба, што се заезерува водата. Верувам дека со ова ќе направиме апсолутно многу поатрактивна ќе биде таа дестинација за нашите сограѓани. Гасоводна мрежа е предвидена, ширење на гасоводна мрежа и тоа до населбата Карпош, улица Авној, Народна револуција, Тоде Думба, Никола Тесла, Драган Стопаровиќ, Горда Милановачка, Вараждинска. Значи тоа се проекти кои се аплицирани на отприлика на вториот владин повик. Сега, денеска беше последниот ден за аплицирање. Сите тие проекти се пуштени во Министерство за животна средина, Министерство за образование, Министерство за труд и социјала, за транспортни врски. Аплициравме, ама дополнително ќе имаме сознание дали се прифатени од страна на овие министерства и дали ќе бидат финансирани на вториот повик од унгарскиот кредит. Меѓутоа, она што мене ми е исто битно да се спомне е дека преку UNDP на граѓанскиот форум кој го држевме неколку пати во Грација, самите граѓани се изјаснија дека имаат потреба од реконструкција на музичко училиште, дека тоа е приоритет за нив и таму ќе се менува преку проектот на UNDP ќе се менува кровната конструкција, столаријата, подовите, фасадата на музичкото училиште и ќе се поставуваат фотоволтаици преку тој проект на Најнфрашери, Кочурацин, Крсте, Браќа и на професор Мјалковиќ. Значи од UNDP се обезбедени средства за тие проекти, а преку сектор за евроинтеграција се е аплицирано до Европска банка и од тама се обезбедени финансии за реконструкција на филтер станица на водовод, што е многу битно затоа што никогаш не е реконструирана и ќе се поставува канализација на неколку улици во Гладно поле, што е од суштинско значење, па потоа ќе ги асфалтираме, односно ќе ги реконструираме со парите од вториот владен повик. Општина Куманово заедно со други надлежни служби најави и акција за отстранување на хаварисани неисправни возила од јавните површини, најпрвен со опомени, а потоа и со отстранување на возилата на сметка на сопствениците, доколку самите не ги отстранат. Како оди оваа акција, како тече, има ли сенска и граѓаните за самите да си ги отстранат возилата и да ги отстапат тротоарите, јавните површини? Пред можеби цела година имавме еден состанок на Совет за превенција и алармиравме дека голем број на хаварисани автомобили се ставени на јавни површини, запаќаат простор, сместени се во зеленило, едноставно се ругло на нашиот град.
од страна на инспекција беше кажано дека отприлика стојат околу 60-70 автомобили во централното градско подрачје само. И од таа побуда и гледавме во другите општини дека се трзат веќе тие хаварисани автомобили, почнавме, еве и јас бев вклучена во таа екипа која алармираше и некако правеше координација помеѓу сектор за комунално во тоа време, сектор за инспекцијски надзор и СВР, меѓутоа од целата таа акција цело едно авто се беше ствари самиот сопственик го пријави и искористи таа бесплатна мерка да биде тргнато и да си земе пари од отпад. Значи, мерката не беше успешна. Втор пат општина Куманово потпиша со колективни постапувачи, 2 колективни постапувачи за справување со отпад, баш со ваква намена, со цел да се тргнат тие хаварисани авто и прво инспекција треба да лепи опомени, ако не се отстранат од страна на собствениците, не се искористи повторно бесплатната услуга од страна на Куманово паркинг или од колективниот постапувач, дека ќе се плаќа глоба од 250. Сега за сега од таа акција се тргнати само 3 хаварисани возила. Кога ќе прашаме во што се состои проблемот, најчесто инспекција одговара СВР дека треба да каже дека тој автомобил е хаварисан, значи некој општ дел од СВР треба да потврди дека не е регистрирано со години наназад, дека е хаварисано, дека собственикот навистина треба да го тргне автомобилот. Од друга страна, таа координација помеѓу нив, не знам, некако не ми вроди мене со плот, иако бев голем ентузијаст дека прво ќе се тргнат хаварисаните автомобили, па потоа ќе се исцртат, ќе се направат дополнителни површини каде што може да се паркираат нашите сограѓани. Што значи дека јас лично, како председателка на Совет, бев голем ентузијаст, многу често пати учествував во тие договори, преговори, објавував, постирав со цел да се крене свеста меѓу граѓаните да искористат таа бесплатна и субвенција на еден начин, бесплатна услуга, меѓутоа нема сенс. Деновиве трае и акцијата за собирање на кабаст отпад по насоки од Министерството за животна средина и просторно планирање. Чинам дека изминатите неколку што беа акции, дека и за нив немаше многу голем интерес од страна на граѓаните. На што се должи ова? Сепак можат бесплатно да го однесат кабастиот отпад во садовите кои што ги остават чистата. Нема да го ставиме во кабаст отпад, ама ќе го ставиме до контейнери. Значи се е до навика. Се додека не со промена на закон за локална самоуправа ќе има и комунална полиција. Значи јас не сум против моите сограѓани. Меѓутоа навиките мора да се сменат. Кабаст отпад не смее да се става тука доле кај пазар. Имаме локации каде што имаме и акции, за разлика од порано, па сега на секоја 2-3 месеца се става, се апелира, се алармира за да може да се изфрлат. Најубаво да се фрли во река, најубаво да се фрли во дива депонија, па нека му е мисли општината. Значи општина може да мисли, ама кога имаме совесни граѓани и да се организираме заедно да направиме нешто, а не вака стихино. Деновиве беа отстранети и возила од тротоарите на улицата Доне Божинов, потоа акцијата продолжи чинами на улицата Народна револуција, но сепак дел од граѓаните сметаат дека ваквите акции се спроведуваат и реализираат само на одредени улици и во одредени реони од градот. Да ви кажам најискрено, ден претходно имавме седница на Совет на општина Куманово. До сите советници, до сите релевантни институции има пратени петиција од граѓани за отстранување на автомобили, за ослободување на тротоари од автомобили. И луѓето се апсолутно во право и имат моја поддршка. Меѓутоа, години наназад се прават, не во овој период, во овој период веќе законски не смее да се продава стан ако не купиш гараж. Меѓутоа, порано во збиени урбани средини во центарот на градот беа правени згради, кобајаги куќи за стамбено домување, меѓутоа реално се згради во кои што не беше планиран паркинг простор. Моје согледување дека ова решавање на урбан сообраќајен хаос во Куманово за мене како председателка на Совет е голем приоритет и многу замав треба да се прави. Значи,
Прво треба и на самата седница кажав дека ќе се разговара за петицијата, дека и покрај тоа што правиме тротоари, уствари ние правиме паркинзи, дека правиме паркинзи за автомобили, а ние си одиме на улица, дека веќе станува навика не само од централното градско подрачје, низ цело Куманово. Луѓето што имаат гаражи да не ги користат како гаражи, туку да си користат тротоар. Ако прашаш некој човек што сака да купи авто, каде ќе го паркираш, ќе каже дека како сите други на улица. Значи, или исцртување скроз на без зона, и веќе ако не купуваш паркинг простор, и не купуваш гаража, тогаш ќе си плаќаш. Ако ги користиш, тоа е општински имот улицата, ако користиш, ќе си плаќаш. Затоа што ова може да оди во недоглед. Секој семејство веќе, особено со овој прилив на средства од луѓето што беа нашите сограѓани, што беа на печалба во Авганистан, во Ирак, имат средства да купат еден автомобил 2-3 евра, апсолутно не ме гајали, не ни размислуваат на своите деца да купат. Меѓутоа, каде ќе се паркира, како ќе се паркира, не си поставува прашање. Општина Куманово, комунална и полиција, што допровеќе се, треба, за мене е многу битно да седнеме што нашите сограѓани и дел по дел од Куманово да го решаваме. Меѓутоа, заедно во договор, затоа што ако не сме свесни дека ќе се угушиме од автомобили, дека ние нема каде да одиме и каде да се шетаме и каде колички мајките да возат, ништо не сме направили. Значи, мора да се ослободуваат. Оваа акција не сум сигурна зашто била баш на Доне Божинов и Народна револуција. Имам комуникација со СВР, меѓутоа и мене не беше може би е поттикната од самата седница, може би затоа што таму ќе правиме кружен тек, може би некако. Меѓутоа, и после тоа акција нема никој паркиран таму, што значи дека нашите сограѓани се снашле. За тие комплекси, стари комплекси на згради, секогаш одзади има некој простор каде што може да се паркират, меѓутоа простор што е узурпиран од гаражи, од нелегално изградени гаражи. Значи, треба парче по парче, дел по дел Куманово да се средува. Господја Георгиевска, на една од предходните седници, советникот Самет Салиевски алармираше за еден проблем во Куманово. Тој кажа дека има информации, и тоа точни информации, за злоупотреба и трговија со деца малолетнички од ромска националност, нивна злоупотреба во питачење и други девијантни појави. Вие веднаш тогаш побаравте надлежните органи и служби да ги испитаат овие случаи, да ги откријат сторителите, да ги казнат, а малолетниците да ги заштитат. Дали имате некоја повратна информација досега од секторот за внатрешни работи Куманово во врска со преземени мерки и активности со овие девијантни појави кои се случуваат најчесто во централното градско подрачје? Значи, имавме разгледување на извештај на СВР, односно на полициска станица за општа надлежност, која е најбитна за одржувањето на јавен ред и мир и за сообраќајот во Куманово. Извештај кој не беше ставен, ама никогаш не се појави представник од страна на СВР, затоа што многу проблеми можевме да му сугерираме на време. Ова што го кажа Самет Салиевски е општо познато затоа што во координација кога имаме состаноци со СВР, тој постојано го тоа алармира дека има злоупотреба и тоа најчесто во запоставениот објект на Кристал, дека таму се случуваат тие дејанија. Од друга страна, јас апелирав дека е општ хаос, дека малолетници после 24 часот одат, дека се точи алкохол. Милен Доновски кажа дека има сознание дека се точи алкохол. Зборувавме за пиротехника, зборувавме за дрифтање, за мотокултиватори, за дување, па дознав дека тоа е течна бронза што дува, значи тоа во центарот на градот. После таа седница, мислам дека за жал се случи и овој немил настан во Кочани. И некако ситуациите се сменија. За разлика од имам комуникација со СВР и знам дека во тој објект на Кристал веќе не знам за злоупотреба, сексуална злоупотреба, меѓутоа веќе се патени возрасен човек и малолетно лице,
како дуваат како се вика тоа, течна бронза, што може би нели ни кажува дека некои други дејанија се таму прават. Во секој случај СВР постапува по овие наши насоки. После Кочани сами моите деца кажуваат, мислам дека и сите се очигледно е за јавноста дека СВР е многу поприсутна на теренот, проверки прават во ноќните клубови и оние информации што ги имам дека во ноќните клубови нема патено малолетно лице после 24 часа, затоа што и самиот настан што се случи во Кочани некако целата заедница да ја освести, дури и родителите на малолетните, па и малолетните се плашат веќе да седат до толку до ноќни часови. Меѓутоа контроли има многу повеќе и постојано. Не само после 12, него и пред 12 дали се точи пиење. Што се однесува до питачењето, тоа е една појава за која што јас сум многу против. Прво, на самиот граничен премин, особено во летниот период, ќе не дочекат луѓе што питачат. Со толку трогателни слики, со мали деца, изнемоштени на она солце. Втората локација овдека кај Патарината. Исто, не може од нив да се помине. Во центарот на градот, особено во централното градско подрачје, овдека кај на Октомвриска револуција, кај Зелениот пазар и кај Жмара, постојано има питање. Значи, тоа е злоупотреба на малолетни лица за да можат нивните родители да дојдат до финансиски средства. Ако ги прашаш родителите дали сакате да работите, не тие се болни. Не тие не се болни, туку не сакат да работат и се зависници. Значи, и апелирам, ова прилика ја користам, дека самото давање пари на оние дечиња е стимулирање на питачењето. И дека ние, совесните граѓани, треба да се освестиме. Тоа не е од тоа што ние многу ги сакаме или затоа што ни е жал. На сите ни е жал, меѓутоа не е добро затоа што го стимулираме, па тие малите стануваат агресивни, па се караат со нас. Значи, тоа се нефункционални семејства за кои што СВР знаат и Центарот за социјални грижи, и кои мора да им се стави стоп на сите тие луѓе што питачат, ако ми се понуди работа, никој нема да работи, затоа што дневница, според некои мои сознанија, во Скопје, а може би во Куманово, име 7.000 денари. Заедно повеќе знаеме, караванот на Централното раководство на движењето Знам за наша Македонија започна токму од Куманово. Членството се сретна со своји членови, симпатизери, граѓани на Куманово. Што е она што им недостасува и недостига на кумановци во градот? Така, заедно знаеме, можеме, има е кампања која има пред се цел да се сретне Централното раководство. Јас сум дел од извршниот, затоа сум во тоа централно раководство. Има цел да ги слушне потребите на граѓаните. За Куманово ние си ги знаеме потребите на граѓаните. Потребите се баш ова што го зборивме. Значи, сообраќаен метеж, дополнително зелени површини, повеќе вработувањето мислам дека ќе се реши со ова отварање на индустријска и примамување на нови страни инвестиции покрај Lidl, што значи дека тука сум мирна како човек од Знам, затоа што тоа се насоките да се оди кон позајакната економија на општина Куманово и нашите сограѓани, па да имат и право да бират помеѓу работните места. Тоа се повеќе вработување, повеќе поубав живот, а поубавиот живот е ако излезеш на некоја поубава урбанизирана зелена површина, повеќе детски качиња, тоа се барањата и нормално нови вработувања во индустријски зони. Веројатно останувате во политиката, кои ќе бидат вашите приоритети во пресрет на локалните избори? Мене приоритети ми се прво центарот на градот, Чробенско ќоше, тој дел да го снема. Дали ќе се раззеленува таа површина, според нас и КУП треба да се донесе во 2025 почеток на 26, што ќе биде предвидено таму, меѓутоа мене ми треба центар на град да биде многу по-среден.
растретување, да може каде да поминеме, да имаме поголеми пешачки патеки за одење. Исто голем приоритет ми е продолжување, односно регулирање на речното корито од Митев мост до Куба, проширување на тој кеј, трзање на тие бараки таму што се кај Кам, затоа што тоа се времени објекти, проширување на просторот за зеленилото, зајакната економија со развој на индустријска зона во која што многу се инвестира, и самото појавување на Лидл тука, и ќе биде на 3 локации во општина Куманово, самото појавување на Лидл ќе има нови вработувања, ќе има конкуренција во цена. Значи тоа се приоритетите и мислам дека на сите кумановци се тоа приоритети. А постојано сум во народот, достапно сум за сите и ги слушам. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Има уште теми, но за другите теми во некоја следна прилика. Ви благодарам. Благодарам, Снежа, на поканата. Моје задоволство е што бев присутна во студиото, што изнесовме многу информации, некои дури непознати за нашите сограѓани. Викајте ме, јас сум секогаш и транспарентна и отворена за соработка. Секако, и ние сме отворени за соработка со секој што сака да соработува со нас. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.